Сувото време со големите дневни и ноќни температурни разлики негативно се одразува врз есенските посеви кај пченицата и јачменот. Почвата подолг период е без вода и влага. Пажитариците имаат проблем околу поникнувањето и понатамошната вегетација. Вообичаено сеидбата кај нас се помести и оди покасно малку. Значи оптимални рокови за сеидба на есенските пченица и јачмен се негде до 20 ноември. Меѓутоа знаеме дека имаше сушни периоди кои што влијаат да не биде добро обработена површината, па така самите производители тоа го правеа малку покасно и сеидбата се уште е во тек, така да производителите кои што веќе имат посејано, малку ќе биде проблематично во поникнувањето, меѓутоа тоа нема да биде да остави трајни последици понатаму, затоа што и пченицата и јачменот ја чекаат влагата, кога ќе настапат влажни денови, тогаш и ќе појде со поникнување на пченицата и на јачменот. Инаку за производителите да кажам дека затоа што го поместија овој рок со сеидбата, добро е да ги бираат соодветните сорти кои што би одговарале на покасните за покасна сеидба, затоа што тоа се семиња сорти кои што се поотпорни на мразеви и затоа ќе ја зголемат и количината на семе по единица површина, затоа што во касна сеидба дел од семето фрлено во земја и ќе измрзне. Доколку фрлале пред некое време, да речеме, користеле негде 30 килограми по декар, во покасна сеидба секако дека ќе треба да зголема таа количина од семенски материјал до 35 килограми, тоа доколку станува збор за семенска селектирана пченица и јачмен, доколку користат свое меркантилно семе, ќе треба и повеќе од 35 килограми по единица, по еден декар семе да фрлат. Во рамките на општина Кочани есенва под пченици се застапени над 3100 хектари, а под јачмен нешто повеќе од 3000 хектари. И покрај малото задоснување поради октомвриските дождови, сепак земјоделците успеа планираните површини да ги подготват и посеат. Меѓутоа, пред да зафатат зимските мразови, неопходни се соодветни количини на дожд, односно влага во почвата, за културите да го достигнат степенот на вегетација за успешно презимување.